Се занимавам веќе подолго време со танц. Основац сум на првото хип-хоп студио во Струмица, кое веќе ја тера својата 6-та година. И работиме над хип-хоп културата која има повеќе елементи. Доста е прифатено од младите урбаната култура. И сметам дека нешто доколку пред 10 години беше андерграунд и хардкор се гледаше на поинеко, денес е доста во мејнстрим водите. Во Струмица немаше можност за тоа нешто, бев на еден начин принуден да учам од YouTube, се додека не се запишав на факултет и почнав да живеам во Скопје. Таму беа моите први чекори во студио и нови пријателства, нови кругови. Имаме потенцијал, но не насочен на вистинското место, бидејќи кога имаме настани, дали винил конвенции, дали хип-хоп мюзикли, дали некоја изложба, не секогаш се тие настани доволно посетени. Се соочуваме со проблем каде што не секогаш се гледа дали од членовите, дали од родителите како сериозна професија, туку се гледа како хоби. Едукација пред се, бидејќи младите како двигатели на таа култура ќе ги земам за репер. Денеска имаме представено некоја слика дека треба да изгледаш на одреден начин, дали од социјалните медиуми, од самото општество, и на еден начин го тераме тој урбан начин на живот, но мислам дека тука фали многу позадина за тоа. Голем дел од државите имаат и урбана култура, имаат и улична уметност, веќе се практикува и на факултети, но не мора само да се сведеме на урбаната култура и на културата како целина. Што би препорачал на младите е тоа да бидат своји пред се, да не прават нешто доколку тоа налагаат социјалните медиуми, доколку тоа налага општеството. Можеби тоа ќе биде кул на момент, но пред се треба да биде свој, иако не тоа своето не е трендинг, не е дел од општеството, пред се е важно за самиот себе.